Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат со нас е господин Милорад Тренчевски, раководител на подрачна единица на Агенцијата за вработување на Република Македонија во Куманово. Добро вечер и ви благодарам што се озвавте на поканата. Благодарам, добро вечер за гледачите на К3 телевизија. Тука сме да ги презентираме оние мерки кои што беа кои се спроведуваа во минатото, некои една година, некои малку подолг период, и кои се ефектите до сегашните. Македонија вработува уште ден-два трае, може да се каже. Какви се ефектите од Македонија вработува и колку активно беа заинтересирани кумановските невработени компании и невработените за оваа мерка? Така. Денови се чувствува раздвижено со Агенцијата за вработување во Куманово. Тоа е резултат на завршеток на мерката проектот Македонија вработува. Значи, проектот завршува, даде извонредни резултати над очекувањата. На републичко ниво мислам дека е над 17.500 вработувања. За Куманово можам да ја кажам бројката е 837 вработувања со овој проект. Тука имаме бенефит, ослободување од доприноси за вработување на лице од одредена категорија до 35 години. 3 години ќе биде ослободено лицето, од 35 до 55 години и од 55 до пензионирање. Така. Кои, да кажеме, беа најмногу заинтересирани? Какви компании, дали тоа трговија или пак производство? За овој проект конкретно. Во проектот Македонија вработува взе да учество компании од различит карактер. Највеќе беа заинтересирани микро и малите предпријатија. Тоа се мали продавници, продавници за аутоделови, мини производство, каде што вработи одреден број на луѓе за да бидат ослободени, да бидат субвенционирани од државата. Но она што можеше да се види и да се забележи од посетата на представниците, да кажеме, на економскиот дел од владата, односно на оние кои што повеќе се занимаваат со оваа политика и се разбира на Министерството за труд и социјална политика. Посетата беше на така средни компании, би можело да се рече, оние кои што веќе имаат одреден број на вработени и оние кои што дополнително си го зголемуваат бројот на вработените, бидејќи им се зголемил и обемот на работата со овие субвенции. Самите стопанственици и сопственици на овие бизнеси изјавуваа дека на овој начин се заштедува пари кои што тие си ги вложуваат во други репроматеријали и така, според нивните потреби. Така. Посетата беше направена на поголемите компании. Ке напоменам само компанијата Тушевски, која се занимава со чевларско производство. Таму имаме поголема бројка на вработување од проектот Македонија вработува. Компанијата за производство на текстил Босут исто така. Значи, посетите беа не случајно беа направени, се направи увид на лицата кои беа вработени, условите за работа, укажување на другите бенефити што ги нуди Агенцијата за вработување, така да соработката е на завидно ниво со големите компании, но и малите и микропредпријатија. Имаше ли некои укажувања од страна стопанствениците до представниците на владата за продолжување на одредени мерки за некоја нивно, да кажеме, зголемување на одреден период на траење или пак намалување на старосна граница, зголемување на старосна граница за одредени профили и за одредени кадри? Работодавачите пројавија интерес за овие мерки, но дадоа и насоки за одредени проекти како агенцијата да се вклопи во нивните потреби и побарувања за нивно ангажирање на невработени лица. Ке напоменам само тука за преквалификацијата. Во агенцијата имаме огромен број на невработени гимназиски матуранти. Ќе кажам само дека бројката е од активните баратели некаде околу 30% или околу 3200 лица.
Што има завршена гимназија, немаат стручно усовршени. Така. Со тие лица треба да работиме, да одиме со преквалификација за да бидат поконкурентни за на пазарот на трудот ова. Се одлучуваат ли при вакви средби она што доаѓаат кај вас и оние кои активно бараат работа, дали се одлучуваат за да го променат образованието помладите активни баратели на работа? Да се вклучат во смисла на промена на нивната дејност, односно да следат некоја обука, некој курс со кој што ќе ги надополнат своите знаења. Постојат одредени кадри кои што се секогаш барани на пазарот на трудот, подоцна во текот на емисијата ќе ги спомнеме кои се. Дали се одлучуваат од гимназија да кажеме да стане фризер, не знам, текстилен работник, чевларски работник, она што е карактеристично за овој регион? Невработеноста е наше секојдневие. Младите кои се на некој начин без квалификација, пак ќе ги спомнам гимназиските матуранти, ги бираат вработувањата, ги бираат обуките. Имаме учество во преквалификации од нивна страна. Ќе напоменам минатата година што беа изработувачи на сончеви панели. Од лицата што учествуваат беа 10 лица гимназиски матуранти кои во 2016 година скоро се вработија децата. Така, тоа е навистина еден дефицит и барано моментално на пазарот на трудот. Се навратиме уште на млади до 29 години, мерка која што заврши. Диме Спасов ја промовираше токму при посета на една наша компанија овде во Куманово. Тој ден мислам дека заврши и мерката. Колку лица се вработени на ниво на Куманово, на ниво на вашиот центар? Мерката заврши и тоа беше успешен проект на владата. Во Куманово е вработено 661 младо лице. Тоа беше проект за лица до 29 години. Мислам дека и овој проект даде извонредни резултати. И тука кои се најголемите, каде се случија најголем број на вработувања? Или останува истата квалификација? Истата квалификација останува. Значи, учесници во мерката за вработување на лица до 29 години повторно беа малите и средните предпријатија. Дали фирмите го чека оној момент, бидејќи одеше одреден период информација дека ќе се следат неколку мерки со кои тие ќе бидат, да кажеме, на некој начин ќе ги своите средства, ќе не мора да ги дава свои средства за плаќање на придонеси, туку ќе субвенционира државата, а тие ќе може да си ги пренаменат овие средства за други потреби, односно набавка на репроматеријали или не знам некои нивни издатоци, не ги знаеме точно како фирмите функционираат. Дали чека? Фирмите пред да почне проектот беа информирани дова. Тука ќе се надовршам на еден проект реализиран од наша страна. Се бориме за секое работно место каде што нашите соработниците, колегите од Центарот за вработување во Куманово одеа на посета во фирмите, ги информираа за проектите што ги нуди владата на Република Македонија, така да фирмите знаеа кој проект да го чекат, кои се условите, да се прилагодат према условите што ги бара проектот. Само за пример ќе кажам дека лицето кое треба да биде учесник во проектот треба да биде активен барател на работа. Фирмата која учествува треба да ги има измерено сите давачки по основ на плати, доприноси и така да. И воопшто треба целосно да е чиста сметката за да може да аплицира и да користи која било мерка. Апсолутно. Така останува и за останатите кои што се тековни, да кажеме, проекти кои што се реализираат. Неодамна започнаа новите проекти и каков е досегашниот интерес, следат обуки, течат обуки, имаше и само вработување и какви се досегашните искуства? Вака сега, фирмите кои не должат на државата као репер имаат предност на
во учество на сите мерки во агенцијата за вработување. Значи не е би пресудно да кажеме бројката, големината на фирмата, дејноста воопшто тоа не се зема како предвид, туку се зема само тој. Апсолутно не, апсолутно не. Тој податок. За само вработување, значи имате сега да кажеме одредени тековни конкурси, одредени како ги нарекувате вие сега, не тековни конкурси, туку повеќе. Така. Проектот самовработување со грант е една од најатрактивните мерки што ги нуди Агенцијата за вработување. Првиот оглас заврши, во тек се обуките, започнуваат од 9 мај. Имаме 102 апликации, поделени се во 4 групи, од по 25-26 апликанти. Невработените лица ги повикуваме во агенција, значи следи обука од 4 дена, изготвување на бизнис план. Бизнис планот оди на оценување, значи ни треба одржлива бизнис идеја, лицето со што ќе се занимава, дали му е одржлив бизнис планот, оди на селекција и најдобрите ќе го добијат грантот ова. Во фаза во сегашниот период е распишан и новиот оглас самовработување, втор циклус, трае до 34-ти, апликациите веќе започнаа. Значи, одиме со 200.000 неповратни средства, грант за опрема. Значи, парите не се даваат кеш, туку се даваат во опрема. За набавка на опрема за продавница, за машина некоја за средство за работа, значи државата субвенционира за отпочнување на некој нов бизнис што би било одржлив на пазарот на трудот. Сакам да ве прашам за самовработување, уште дополнително 102 апликации, толку ли очекувавте или нешто повеќе се аплицира годинава Кумановци, невработените лица од центарот што го покривате? Куманово по традиција има најголема заинтересираност за овие грантови за самовработување. Напоменам дека Скопје има 120 апликации, ние имаме 102 апликации. Градот Скопје има? Така. Значи не е општините поединечно, туку градот. Градот Скопје. Значи ние во тој поглед сме втори во Македонија по апликации. Очекувам и вториот оглас, што сега е актуелен, да има исто така заинтересираност од невработените лица. Со гранта, дали користат обично компании кои што, да кажеме, имале одредена дејност, меѓутоа биле, да кажеме, во делот на сивата економија. Сега постојат и такви. Да кажеме, некои што имале некои одредени занаетски, да кажеме, некои стручни знаења кои што од дома ги работеле и сега едноставно сака да го легализираат бизнисот и да почнат да си плаќаат и придонеси, што е бенефит за нив и секако за државата. Токму во тој поглед самовработувањето прави со грант прави двоен бенефит. Значи невработеното лице кое работи во некој простор сокриен во гаража, да го анимираме, да му доделиме средства, да го вработиме, регуларно да си плаќа данок и да биде конкурентен на пазарот на трудот. Значи, најголем бенефит ќе се добие кај овие лица. Кај овие лица што работат на црно. Така, а од сегашните самовработување, она најатрактивна мерка што е со неповратни средства, каков профил на лица ви конкурираат? Сте правеле ли такво некој интерно истражување и од претходните самовработувања, не мора само од сегашните? Од претходните апликации што имаме направено анализа, од сите профили аплицираат. Тука имаме докторски ординации, забарски ординации, адвокатски канцеларии. Најголем бенефит е кај мини работилниците од чевларската индустрија. Ние имаме самовработување
Значи, отпочнат бизнис со едно вработување, каде сега имаме 50 вработени лица. Така, но тоа е во чевларство и во одредени производни дејности. Така, од чевларската индустрија, од металната индустрија, од дрвната индустрија, од текстилната индустрија. Тука веќе кога спомнате дрвната индустрија, металната, тоа се едни такви барања кои што постојано се дефицит на листата или на најбарани занимања. Не само во Македонија, мислам дека и пошироко. И што се презема на овој план? А дали повеќе внимание ќе се посвети токму на овие кадри? Се разбира, нели, во соработка со образованието и со самите активни баратели. Агенцијата за вработување на Република Македонија во својата програма од оперативниот план на владата има преземено сет на преквалификации, обуки кои се спроведуваат во училиштата. Ќе напоменам дека во средното училиште Наце Будјони минатата година беа спроведени обуки за аргонзаварувачи, кои се дефицитарни на пазарот на трудот. Сите ли најдоа таму вработување откако ги завршија тие обуки? Мислам дека 80% се вработени од невработените лица што учествува во Амерката. Тоа е висок процент. Така, оваа година не успеавме да издействуваме за Куманово таква обука. Оваа година Наце Будјони е застапено со обука за лица за чување на стари изнемоштени лица во домашни услови. Нега на лица, затоа што знаеме дека средното училиште Наце Будјони располага со медицинска паралелка, така да во таа насока се обуките. И како ќе течат таквите обуки? Како е замислено и кога стартуваат од прилика? Огласот се уште трае за спроведување на обуките, трае до 31.7. После тоа се прави евалуација, се прави избор на лица и започнуваат обуките дове. Не постои некоја граница на ограничување на барателот на работа, да кажеме старосна граница, нешто по однос на овие квалификации? Во секој случај предност им се дава на младите невработени лица до 29 години. Тоа не значи дека и овие другите не може да учествуваат. Мерките важат за сите. А кои други барања ќе ги реализирате, односно кои други дефицитарни се занимања во однос на Куманово и на регионот воопшто? Вака сега една поопширна мерка која што мора да се... Имаме други сет на обуки кои ќе ги спроведе Центарот за вработување Куманово. Тоа е од побаруваните занимања од дрвната индустрија, каде што ќе ги имаме лица за преквалификација кои ќе ги спроведе дрвната индустрија Проспера и високообразовната институција Јуроколеж Куманово веќе отпочна со спроведување на мерката сметководство или преквалификација за сметководители. Тоа се проекти финансирани од ИПА програмата. Тука ќе ги напоменам обуките за јазици. Тие и понатаму течат и мислам дека тоа нема некој прекин од како функционира центар. Така. И обуките за компјутери. Тоа се за оние специјализирани компјутери Java Dot или воопшто некое просечно основно ниво што Не, ова се основно ниво, а за напредните IT вештини веќе се на исто трае огласот, траат апликациите и тие се до 31.7. Потоа ќе се направи избор, значи услов е невработеното лице да го има основните познања од компјутерските вештини. Тука има малку, да кажеме, слаба заинтересирана за напредните IT вештини, односно само неколку лица од ниво на Македонија се вклучени во тие обуки што ги реализирате, само неколку. Зборам на ниво на Македонија, не зборам на ниво на Куманово, не знам дали има, не располагам со таков податок, дали има заинтересирани за IT вештини. Од Куманово има десетина апликации, изборот е многу строг.
Значи, треба да се исполнуваат одредени норми за лицето да се биде вклучено во обуката. Обуката е многу скапа. Мислам дека агенцијата ја доби на тендер и кошта некаде околу 1350 евра. По човек, по обука по човек. Така. Со јава завршен или програмирање, мислам дека во Центарот за вработување Куманово немаме невработено лице. Постојат ли други обуки за дефицитарни занимања покрај оние што веќе ги споменавте? Имаме уште обуки, исто траат до 31.7. огласите. Ќе напоменам дека обуката за обезбедување сега е активна, наменета е за лица кои се деца без родители и за лица кои се корисници на социјална помош. Тука имаме обука за туристички водичи, каде што лицата се стекнуваат со сертификат, каде што ќе бидат поконкурентни на пазарот на трудот, може да се вработат во агенција за некоја туристичка агенција или да се и отворат своја туристичка агенција, каде што можат исто нашиот град да го користат само вработувањето. И освен овие дрвна, да кажеме, овие што се, кои се и другите финансиската поддршка, останува, мислам дека како од овој период која што не ја споменавме во вечерашната емисија. Така, не ја споменавме и обуката од сообраќајната струка, каде што е фатена категоријата С и Е. Услов е невработените лица да имат претходната категорија за С треба да имат Б категорија 2 години и за учество во категоријата Е треба да имат С 2 години. Обуката ќе се спроведу најверојатно во град Скопје. Ќе напоменам дека за С категорија веќе имаме 20 на апликации. Огласот се уште трае, значи и овој оглас е до 31.7. Тука можеме да ги споменеме и финансиската поддршка за отварање на приватни детски градинки, каде што можат да учествуваат приватни и правни лица. Субвенцијата од државата е 600.000 денари, односно 10.000 евра. 10.000 евра со 4 вработувања. Следува уште една обука, освен за детски градинки, она што е многу често промовирана во медиумите, обука за односно финансиска поддршка за стари, затварање на дом за стари лица, да кажеме. Не знам како е тоа насловено. Во фаза на апликации и уште финансиската поддршка за отварање на домови на стари лица, каде што субвенцијата на државата е 750.000 денари со 4 вработувања. Во Куманово сега имаме заинтересираност, до сега има 2 апликации за отварање на приватни детски градинки. За домови за стари лица се уште немаме апликации. Повик за заинтересираните лица да повелат во агенцијата за вработување, да се информираат за можностите за отварање на овие домови. Мислам дека бенефитот од државата не е. Да, сериозна е сумата која што ја покрива државата во однос на овие две. Еве и повик од нас, значи сите оние кои што се заинтересирани за отварање на ваков бизнис, се разбира нешто што постојано ќе биде барано на пазарот на трудот, нешто што не исчезнува и не се менува. Би напоменала дека тука некаде до 31 ви завршуваат сите, сега следува само вработување и со грант, тоа ќе заврши негде до 1 мај, така? Така, да. До 1 мај. Ние постојано ќе ве следиме и ќе видиме каков е напредокот и заинтересираност, така и невработените кумановци. Се разбира, сите оние кои што имаат какви било прашања, какви било нејасноти, можат да дојдат кај вас. Да се обратат така во агенцијата за вработување. Можат од дома да ја отворат нашата интернет страница avarmo.gov.mk, каде што сите активни огласи се вртат, можеби баш ќе најдат на некој што нив им одговара. Така. Од прилика околу 1500 лица во Куманово, не е до крај точна бројка, трае уште ден-два огласот Македонија вработува, со проектот Млади и до 29 и Македонија вработува се вработени според нашите податоци кои што ги имаме од следејќи ве вас и
Задоволни ли сте лично како прв човек на оваа институција која се грижи за невработените? Од оваа бројка, дали сте вие лично задоволни и вашиот тим? Лично во Центарот за вработување Куманово не очекувавме дека овој резултат ќе се постигне со овие двата проекта. Мислам дека условите беа многу добри. Проектите беа навремено промовирани и мислам дека резултатите не изостана. Уште едно прашање, колку невработени имаме? Во Центарот за вработување Куманово имаме 19.720 невработени, од кои 10.572 се активни баратели на пазарот на трудот и околу 9.020 се пасивни баратели на трудот. Тоа е за целиот регион, затоа што Центарот за вработување Куманово ги покрива општините Липково и Старо Нагориче. И е најголема општина со некаде отприлика и заедно со овие две општини околу 106.000 отприлика лица. Ви благодарам, се надевам дека повторно ќе ве поканиме после завршување на овие сет на обуки и ќе разговараме и се разбираме меѓувреме ќе следиме некоја приказна на оние кои што се успеале преку вработување, само вработување, преку која била мерка која што се нуди преку оперативниот план на владата за вработување. Ќе проследиме неколку такви прилози во информативната редакција и повторно станува поканата да ги промовирате мерките се во интерес на нашите сограѓани. Благодарам и на вас, благодарам до телевизија К3 што на некој начин ни помага за промовирање на проектите што ги има Агенцијата за вработување на Република Македонија и поточно Центарот за вработување Куманово. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.